Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Синдикалната кошница порасна за речиси 1000 денари. Нови цени на горивата, дизелот и бензините се поевтини за 1,5 денар. Заврши првиот циклус за биоградинарство од градината на Филип и Сдруженијето Зокуп. Времето денеска умерено облачно, од вечерва промена на временската состојба. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп, среќни велигденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Вредноста на синдикалната минимална кошница за април годинава изнесува 68.797 денари, што е зголемување за 979 денари во однос на март, кога таа изнесуваше 67.818 денари, информираше Сојузот на синдикатите на Македонија. Доколку семејството живее во изнајмен стан од 60 квадратни метри, вкупните трошоци за живот за април достигнуваат 84.172 денари. Според синдикатот, за периодот од јануари до април 2026 година, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за вкупно 3.305 денари, што укажува на континуирано поскапување. Најголем дел од месечните трошоци отпаѓаат на храна и пијалаци, за кои се потребни 26.085 денари. Последните податоци на Сојузот на синдикатите на Македонија покажуваат дека зголемувањето од 979 денари за еден месец, односно 3.305 денари за 4 месеци, сериозно го зголемува товарот врз семејните буџети. Денес само трошокот за храна и пијалаци од синдикалната кошница изнесува 26.085 денари, што значи дека една минимална плата не е доволна ниту за леп и вода. За покривање на основните трошоци за живот, според пресметките, потребни се најмалку 2,6 минимални плати, велат од Сојузот на синдикатите на Македонија. Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на седницата одржана денеска 20 април донесе одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горивата за транспорт. Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати изнесуваат моторен бензин Евросупер БС 95 80,5 денари, моторен бензин Евросупер 98 82,5 денари од литар, дизел гориво Евродизел 94 денари од литар, масло за горење екстра лесно 97 денари од литар,
мазут 46,2 денари од килограм. Со оваа одлука бензините и дизелот поевтинуваат за денар и пол, како и мазутот за 2,9 денари. Само екстра лесното масло поскапе за половина денар. Од градината на Филип и Зокум, Сдружение за образование, култура и уметност, уште една новина. Едукација за биоградинарство, интензивен курс на кој што учествуваа и се обучуваа градинари од Македонија. Произведената здрава храна е лек, а работата е неизмерно задоволство и терапија. Во такви градини важно е наследството што се остава за наредните генерации. Здрава и плодна почва, здрави навики како најсилно оружје што човек може да го поседува, вели Филип Димковски, агроинженер, обучувач, поборник за еколошко градинарство. Дојдоа повеќе луѓе кои го посетуваат двомесечниот курс по биоградинарство, годинава во организација на Сдруженијето Зокум, но дојдоа и други пријатели и љубители на еколошкото градинарство и беа дел од еднодневната обука. Всушност, со овој настан заокружуваме двомесечна работа на онлайн курсот по биоградинарство, кој годинава имаше 8 пријавени кандидати. Во 2 месеци колку што траеше, во еден интензивен курс ги поминавме сите етапи на производството во градинарството. Пред се зборувавме од почеток на агротехничките мерки што подразбираат подготовка на почвата, основна прихрана на почвата и така натаму. Понатаму процесите на сеидба, расадопроизводство, па дојдовме до специјалното градинарство во кое зборувавме за голем број култури, но акцент ставивме на оние култури што се најпроизведувани, односно во најширока употреба и најпотребни во секојдневната исхрана на човекот. Кажавме дека, зборувавме за тоа дека денес се соочуваме со еден проблем. Имаме и недостаток на храна, но имаме и недостаток на, кој е уште поголем, недостаток на квалитетна храна. Зборувавме дека возможно е еколошки да се произведе храна без третирање, на еден начин кој дава добробит и за човекот што го јаде, но и за околината и за животната средина, што е многу важно. Да оставиме една трага која ќе биде позитивна, а не по нас да оставиме деградирана земја. Она што најмногу можеме да им го оставиме на нашите поколенија, на нашите деца, на нашата иднина е здрава почва. Затоа што здравата почва секогаш нив ќе им овозможи да произведат квалитетна храна. Многу сум задоволен од 8 кандидати кои го поминаат во месечниот курс, со посветеност следеа, некои се сосема почетници, некои прв пат во време на курсот ги направија новите градини, некои пак веќе имаат поголемо искуство, но ми кажа и ми споделија дека во секој случај имало што дополнително да научат. Овој курс е интензивен, бара напор и годинава, значи само еднаш годишно ќе се случува, така што веќе во ноември ќе бидат поканите и пријавите за следниот курс во 2027. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, но стабилноста нема да трае долго. Попладнево се очекува локален дожд, а на одредени места и појава на краткотрајни поројни врнежи, проследени со ретки грмежи. Дува слаб до умерен ветер од западен правец. Во Прилеп променливо облачно, во попладневните часови се очекува повремен дожд во одделни делови од котлината, проследен со слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура во Прилеп достигна до 20 степени. И утре времето ќе остане нестабилно. Се најавуваат повремени врнежи од дожд, локално и пообилни, со услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер, што значи дека пролетното време и натаму ќе биде променливо и непредвидливо. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година.
Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.